Со сослушување четворица сведоци продолжи судењето за пожарот во Кочани. Меѓу нив и придружниот вокал на групата ДНК, Ана Костадиновска. Дел од бранителите на обвинетите обвинија и за двојни стандарди од страна на обвинителството поради изречениот домашен притвор за групи. Судењето го следи Дејан Трајковски, во живо го вклучуваме оттаму, па Дејан, најде прво да ги чуеме деталите за кобната ног што денеска ги изнесоа сведоците. Токму така, Борче, денеска имаше обвинителството четворица сведоци кои што ги дадоа своите искази пред судот. Меѓу нив беа и двајца од преживеаните од бендот ДНК на Костадиновска и Горан Тонев. Горан Тонев беше повеќе распрашуван околу тоа кој ги поставил пиротехничките средства на бината, на што кажа дека не знае и дека секогаш кога пристигнувал на настапот тие биле поставени. Ана Костадиновска пак посочи кога започнал пожарот, дека веднаш го забележал истото, но дека генерално сите присутни внатре кои што биле првично не ја сватиле сериозно ситуацијата за што се работи, малку ги освестил оној повик преку микрофонот за полека да се евакуираат сите кои што биле внатре, а веќе тогаш почнала да се влошува и состојбата, односно таванот се повеќе да гори, да се создава стампедо. Воедно посочи дека се сеќава точно каде се раздвоиле со Сара Пројковска, со која првично се обиделе да излезат од помошната врата на која имало катанец, па предлагам повеќе од нејзиното сведочење да слушнеме тука. Кога тргнавме кон излезот, оние луѓе кои не успеавме да излеземе навреме, почна пукање. Многу топлина почна да се чувствува. Настана стампедо пред излезот. Заклучивме дека не можеме да излеземе. Со Сара Пројковска го поминавме шанкот, кон тоалетите и кон вратата. Тука се створи метеж. Не разделија и повеќе никогаш не се видовме. Паднав пред самиот излез, настана паника, хаос, страшен мирис кој тераше на спиење. Еден дечко ми помогна, кој беше прилично свесен и не држаше сите будни во таа стапица од луѓе. И мислев дека нема да излезам. Имаше многу луѓе над мене, беше како сцена од хорор филм. Потоа се почувствува свеж воздух, кој ни даде надеж дека ќе се спасиме. Се отвори целосно вратата и ослободив ногата. Мислам дека ме извлече Јован, дечкото од Виница кој спаси повеќе луѓе. Сведочеа покрај овие членови на бендот ДНК, сведочеа и посетители кои што биле вечерта во Пулс, кои што кажаа на кој начин купувале билети, дека наместо фискална добивале печат на раката и воено дека никогаш не им се барала лична карта ниту од обезбедувањето, ниту за време на купување на билетите, но велат дека секогаш некако дознавале информација дека ќе пристигне полиција да прави рација, па да можат да заминат од дискотеката. Да го слушнеме и ова сведочење. Од билетарата купивме билет, потоа ја дадовме на еден од обезбедувањето, а друг ни стави печат на раката, за да се знае дека сме платиле влезница. Лична карта на вратата не ни побара од обезбедувањето. Најчесто преку бројот на Инстаграм вршевме резервација. Секогаш дознававме пред да дојде полиција и да врши рација. Од каде беше информацијата, не знам. Се огласија и денеска родителите, побараа повторно од судот побараа повторно денеска да испорача правда, бидејќи велат оние кои го сочинувале системот, тогаш се виновни за тоа што се случи во Кочани. Да ја слушнеме изјавата. Објектот Кабаре Пулс, според достапните информации од самото отварање, бил регистриран како салон за теписи. Тука се поставува клучното прашање: како издадена лиценцата за вршење на угостителска дејност Кабаре, ако објектот немал извршена пренамена? Ова не е само административни пропусти, ова се пропусти што чинат животи. Нашите деца не излегле во регуларен, контролиран и безбеден угостителски објект. Нашите деца според документите излегле во објектот кој по намена бил нешто сосема друга. Тоа е поразително сознание, тоа е болка што не се опишува со зборови.
Одбраната пак, односно адвокатите на обвинетите, побара од обвинителството одговори зошто се водат двојни аршини за еден ист случај, односно за овој кој што се суди тука и оној во кој што се опфатени полицајците, го води обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција. Воедно велат дека и оние кои што остануваат тука седат во притвор, а оние кои што избегале од државава, алудирајќи на Артан Груби, добиваат домашен притвор, па предлагам тука да ја слушнеме изјавата на адвокатот Петре Шилегов. Очигледно се двојните аршини што може во последниот период сериозно да ги видиме, кои што ги применува јавното обвинителство при носење на јавно обвинителски одлуки. Очигледно е дека јавното обвинителство не ги третира граѓаните, иако е должно да ги третира граѓаните подеднакво. И имаме разлика во правната квалификација за овие луѓе што се овдека присутни, правната квалификација кој што го води ГОК. Сосема е во право јавноста која реагира. Јас не сум човек што се залага за притвор, меѓутоа аршините при определување на мерки за обезбедување на лица за присуство на судење треба да бидат еднакви за сите граѓани, а не да зависиме или да немаме ние две категории на граѓани. Адвокатката пак на првообвинетиот во случајот Дејан Јованов Деко побара од судот да биде преместен од Кумановскиот затвор тука во Скопје, бидејќи го понижувале таму оние затворски службеници. Воено вели дека и не добивал соодветна медицинска нега, а неодамна имал сериозна операција. Деталите, Борче, кои што ги имаме од ова судење се тие, да следното рочиште е закажано за 5 март. Дејан, ти благодарам за информациите.